Исплашени од криминалите и аферите што ги следат од периодот на нивното владење, СДСМ сега се обидува да се амнестира преку така наречениот нов фронт за борба против корупцијата. Според премиерот Мицкоски, оваа иницијатива е само уште еден обид за политички спас и бегство од одговорност на луѓето кои го променија кривичниот законник за да многумина избегнат кривичен прогон. Тој оценува дека законот за антикорупција кој доаѓа како предлог на фронтот е лицемерен и контрадикторен, обвинувајќи ги социјалдемократите дека ги фаќа паника од истрагите и сомнежите за криминал што им висат над глава од времето кога беа на власт. И кои се тоа луѓе кои што веруваат во таа работа? Тоа се луѓето или дечињата на принцот на криминалот, кој што за да се амнестира себе си и криминалот кој што го правеше, заедно со нив, со неговите дечиња, кои што сега ги инсталираше во СДСМ, го смени кривичниот законник и од кривичниот законник избриша неколку члена со кои што практично се амнестираше целокупниот криминал кој што го правеа како влада. И без срам, слушаме 10 дена како ја малтретираат македонската јавност со така наречена платформа, фронт или не знам каков, со против борба, како бил за криминалот против корупцијата. Ако работеле законски, не треба да се плашат од прогон, вели Мицкоски. Од изминативе 2 години во Македонија се почитуваат уставот и законите. Премиерот метафорично се надоврза на својата изјава кога рече дека имал чувство дека некој од врвот на СДСМ може да заврши со лисици на рацете. Но главната работа која што нив ги вознемери, а тоа беше што во последно време станав многу чувствителен. И они тоа го артикулираа дека со моите чувства јас практично нарачувам обвинителски истраги и така натаму и се исплашија од сето тоа и побрза да се представат сега како жртва на некаков политички прогон. Не треба да се плашат, затоа што оваа држава со оваа влада веќе 2 години владеат законите, владее уставот и се применуваат. Опозицијата пак со денови промовира антикорупцијски закон по естонски модел. Венко Филипче тврди дека новоформираниот фронт за слобода и правда, во кој никој не знае кои се членови затоа што лидерот ги крие, ќе се борел против криминалот на власта.